Јас сум Ѓорѓи Нанчев од Совет за превентива против малолетничка деликвенција, невладината организација која работи више од 2006 година, заедно со општина Кавадарци и Центар за интеркултурен диалог од Куманово. Пред точно една година се направи еден меморандум за соработка да се направи комисија за односи меѓу заедниците, односно КОМАЗ. У цела оваа година, па макар и што беше и ковидот, мислам и уште трае ковид пандемијата, значи многу луѓе работеа за да се формира ваква комисија. Се отиде на неколку обуки, имаше една обука во Струга, тоа беше против говорот на омрза, па имаше онлайн активности. Што значи кратенката КОМАЗ? Тоа значи Комисија за односи меѓу заедниците. Во општините каде што има верска, односно етничка застапеност на населението, повеќе или најмалку од 20%, задолжително е формирање на Комисија за односи меѓу заедниците. Законот за локална самоуправа, член 55 гласи: Комисија за односи меѓу заедниците. Прво, во општина во која најмалку 20% од вкупниот број на жители на општината, утврден на последниот попис, извршен на населението, се припадници на одредена заедница, се формира Комисија за односи меѓу заедниците. 2. Комисијата од ставот 1 на овој член ја сочинуваат подеднаков број на представници од секоја заедница застапени во општината. По 3. Начинот на изборот на членовите од комисијата се одредува со статус. 4. Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислење и предлози за начините за нивното решавање. И 5. Советот на општината е должен да ги разгледа мислењата и предлозите од ставот 4 на овој член и да одлучи во врска со нив. Ние како група имавме за задача да направиме еден план, односно програма за работа на КОМАЗ на општина Кавадарци со следниве точки. Што ќе правиме активности за да спроведеме за да постигнеме една определена цел? Зошто ќе реализираме одредена иницијатива, кои прашања, кои проблеми се обидуваме да ги решиме, на кого му е грижа, зошто е важно за нас во општината во која живееме и делуваме. Општина Кавадарци и градоначалникот за секоја своја активност даваат отчит во вид на месечен, 3-месечен, 6-месечен, годишен финансиски извештај, кој што во секое време може да се види и отвори на интернет страницата на општина Кавадарци, градоначалник, службите, инфовесникот, кој што е локален билтен на општина Кавадарци, фейсбук страната, како и локалните медиуми. Општина Кавадарци е една од најтранспарентните општини во Република Северна Македонија. Значи имаме задача акционен план, општина Кавадарци, стратешка област, локалната самоуправа. Кои би биле приоритетите во стратешката област? Воспоставените функционални механизми за соработка и разбирање меѓу заедниците во единиците на локалната самоуправа. Ние тоа мислиме дека можеме да го постигнеме по пат на неколку примери. Например, јавни повици, по 2 анкета со прашалници, по 3 едукативни работилници, ние го имаме во Кавадарци и помошната алатка Мој општинар, младинскиот центар, директно обраќање на советниците и директно присуство, односно презентација како што е денешнава.